Добро вечер, овој термин е резервиран за вторничното издание на Фолк Ексклузив. Погледнете што ви подготвивме. Ве почитуваме, сакам и бидете така. Како велеа порано, бидете така. Tako da mi stvarno jedva čekamo. Ja kad bi mogao da radim, radio bi non stop u Македонiji. Топ листата посветена на македонската фолк музика за оваа недела изгледа вака. Место број 5. Алегро Бенд. Еден живот имаме. Место број 4. Зуица Лазова, Скопје. Со музика, сонцето пак се раѓа со музика, таму задводно паѓа со музика. Животот овде тече од Ѓорче па до Лисиче. На празници секој со секој слави во чашија, баклава ке се прави на коледе, дечиња пеат збрани, кој тоа ке го забрани. А пак Вардар уште не се умори, први зори, понсори вари. Место број 3. Татјана Стефановска. Какво срце имаш ти? Здравото мо ми го зема.
2. Адриана Кеш, Заљубена. Моментално се наоѓаме на Виноскоп. Еве како што може да приметите, момците извршуваат веќе генерална проба, а вие погледнете го ова издание на Фолк ексклузив и ќе видите како си поминавме ние на Виноскоп. Одобрен со годините, пито како виното, очекуван како пролетта. Минатата недела се случи јубилејниот 5-ти вински фестивал во Вероцентарот. Помеѓу најдобрите винари, најактуелните музички имиња од нашата естрада и пошироко, меѓу легендарниот Игор Џамбазов, босанскиот музичар Едо Мајка, Тропико бенд и нашата легенда Миле Кузмановски. Публиката можеше да ужива во најдобрата храна, најдобрата музика и вината на најдобрите винари. Сандра, ти си главниот организатор на сето ова што се случува вечерва, изминатите 2 вечери и наредните 3 вечери, односно 2. Кажи ми каква е организацијава, како се проаѓа од твој аспект? Па вака, значи, јас сум дел од организацијата, заедно со нашиот тим и Вероцентарот секако. Ова е фестивал кој што се случува веќе 5-та година и сме многу задоволни како секоја година се повеќе расте, исто како што велат за виното, секоја година е се подобро, колку е постаро. Така да сме задоволни од посетеноста и од како се ова изгледа и колку луѓето се задоволни од ова што се случува тука. Одлично. Кои се настапи и кои се ќе настапи до недела? Значи, првиот ден настапи Игор Џамбазов, кој што имаше, како и секогаш, неверојатен настап, неверојатна енергија. Во текот на деновиве настапија исто така и Едо Мајка, вечерва се Тропико бенд, Миле Кузмановски, ќе може да ги проследиме исто така и Жаре Бербер, значи Гоце Сав,
Исто така имаше настапи од Chill Play, Владко Илиевски и многу други. Која вечер имаше најмногу одзив? Па можам да кажам дека вечерва како петок е најполно. Дали мислите и смитате дека македонскиот народ и македонците доаѓаат пред се заради македонската музика, односно поради Миле Кузмановски? Па мислам дека навистина се познава дека уживаат во еден вид на македонска музика, народна, и мислам дека одзивот е доста голем и Миле Кузмановски е навистина популарен помеѓу народот. Двочасовниот настап на Кралот без круна докажа дека македонската публика ја почитува македонската фолк песна. А што Миле ни кажа веднаш по настапот? Фала, поздрав до вас и ова ми е од отварање од традиција некоја. Секоја година сум на Виноскоп или Винофест, како и да го викаме. И ми е драго дека се повеќе и повеќе публика, се повеќе и повеќе убави луѓе, позитивна енергија, песните ги пееме заедно, така да јас сум истрошен во моментот, но ќе ми треба малку да слегнам со емоциите и така натаму, но е прекрасно. Прекрасно е чувството кога ќе чуете сигурно 4, па по мене едно 3-4 илјади народ како пеат со ова заедно во еден глас. Со ова докажуваме дека македонската народна песна се слуша и она постарата македонска народна и вашите нови песни. Така, јас ќе се трудам да ја вратам кај што е местото, кај што е пиедесталот. Ако успеам во тоа добро, ако не, сигурно некои генерации после мене што ќе дојдат, ќе пробаат да ја вратат онаму кај што припаѓа. Јас сум среќен затоа што мојата публика навистина е од 17 до 77 и ми е многу драго дека е така и затоа им се обратив, затоа постојам, фала ви. Да, тоа е мојата реченица према нив, затоа што ако не се тие не би постојал ни јас. Точно така, бидејќи ова е фестивал на виното, дали вие пиете вино и дали можеби на сцена вие имавте некоја винца позади? Ќе бидам искрен и ќе звуча малку пејачки, виното го затвара грлото. Испив 2 аператива за да можам да ова, но сега ќе продолжам, ќе испијам сигурно, го сакам црното вино. Го сакам црното вино и ќе испијам сигурно некое црно, убаво квалитетно вино, една чаша. Одлично, благодарам господине Миле, пред се на убавата забава, затоа што и јас уживав додека ве чекав за да можеме да си помоабитиме и благодарам што од сцена веднаш дојдовте кај мене за да ви земам мисија. Секако, ве почитувам, ве сакам и бидете така. Како велеа порано, бидете така. Ве сакаме и ние и се гледаме повторно во Фолк Естрада. Секако. Фала ви многу уште еднаш и да ви посакам уште многу емисии, успешни и многу убави моменти во животот. Аз знам дека ти следат. Благодарам. Пред настапот ексклузивно за Фолк Ексклузив, фронтменот на Тропико Бенд. Пред се добро дојдовте во Македонија. Добре дојдени сте во Македонија. Ќе присуствувате и вие на пролетниот Виноскоп. По кој пат настапувате во Македонија? Па не знам, баш доста смо наступали свугде по скоро свим градовима у Македонiji и могу да кажем само на самом почетку da nam je stvarno srce puno kad god dođemo ovde zato što se osjećamo kao kod kuće i zato što se uvek dobro provedemo, uvek se dobro najdemo, uvek dobro pijemo i uvek se dobro družimo sa našom publikom, naravno, gde god da se nađemo u Makedoniji. Скоро месец дена ќе помине од вашиот концерт во Белградска арена, за кој што сите зборуваат дека најдоброто нешто кое што се случило во Белградска арена. Дали македонската публика ќе има задоволство нешто такво да види? Pa ja se iskreno nadam da nama je u planu da radimo neki veći koncert u Makedoniji, mislim u Skoplju, ali još smo u fazi pregovora, dogovora oko svega. Iskreno se nadam da ćemo to možda posle leta da uradimo
i to će biti stvarno fenomenalno, zato što to publika ovde zaslužuje. Ова е помал простор од арена. Дали може би малку ќе доловите таа атмосфера која што се случи на 16 април? Da li možemo da ponovimo atmosferu? Pa možemo, naravno. Nama je u opisu radnog mesta da pravimo dobru atmosferu, tako da gde god da dođemo i gde god da odemo, trudimo se da damo sve od sebe, da publici jednostavno, da imamo tu interakciju sa ljudima što bolju i mislim da će večeras ovde na ovom festivalu vina biti možda ne po broju ljudi kao areni, ali po zabavi sigurno će biti isto. Вие по потокло сте од град кој што е близко до Македонија, близок е македонскиот. Не разумемо. Затоа е близок македонскиот менталитет. Слушате ли македонска музика? Знаете ли некоја песна македонска? Pa slušamo generalno, vidi, ja sam sa muzikom malo u problemu, zato što slušam svašta nešto, ali volim da čujem dobru makedonsku pesmu. Moja negde najomiljenija makedonska pesma uz koju mogu onako da me prođu sve žive emocije koje imam je More Sokol pije. I volim kad prođem pored Vardara da pevam tu pesmu. Pijete na nastupe? Ne pevamo je na nastupima, pevamo par nekih drugih makedonskih pesama, pa pevamo Jovano Jovanke, Makedonsko devojče, ako umrem ili zaginam, pevamo od Tošta Preskog dosta pesama, tako da kad dođemo ovde, a inače, volimo to zato što si malo pre rekao da mi smo iz Leskovca, grada koji je jako blizu Makedoniji, i jednostavno taj mentalitet, to što mi imamo i to što nosimo mi južnjaci sa juga je nešto, mislim, potpuno drugačija dimenzija neka od nekih drugih ljudi koji su sa severa. I to se vidi se kod vas svih, zato što ste gostoprimivi, što ste dobri i zato što imate dobro vino, imate dobru klopu, imate dobru zabavu uvek. Tako da eto, vidiš po meni da pričam sa velikom radošću kad god dođem u Makedoniju, meni je super i mnogo sam gladan. Во Медумива, уште две прашања. Во Медумива се пушти информација дека ќе спремате дует со една од најголемите балкански звезди. Има ли вистина во тоа? Pa čućete uskoro. Дали ќе има дует, барем ексклузива да имаме ние во Македонија овде? Pa čućete uskoro, mi se super družimo sa Cecom i dobri smo prijatelji i poklapaju nam se energije i uveliko pričamo o tome i eto čekamo da se nešto desi, tako da čućete uskoro, ne mogu baš. Може со нека македонска пејач, било кој? Razmišljamo i na tu temu, ali pošto smo stvarno puno obavezama sad oko spremanja albuma i oko nekih drugih pesama koje radimo, vidjet ćemo što da ne. Ima dosta dobrih pevača odavde, meni lično, moj prijatelj je Daniel Kajmakovski i mislim da je on za sada trenutno, barem što se u Srbiji kotira, što se tiče ljudi koji su s ovog prostora, je nekako Daniel se izdvojio i po stasu i po glasu, momak stvarno genijalno peva i jako je dobar momak i dobar je na sceni, ovako ima super muziku, tako da nikad se ne zna. Рече се да немате слободен ден, но татко сте на две деца. Станавте на татко пред известно време по втор пат. Каков татко сте? Како наоѓате време за тие обврски? Pa Или све на Јована? Nije na Jovani sve, pa mislim veći deo jeste, da, zato što znate kad su deca mala, mama mora da bude tu prisutna 24 sata zbog onog prirodnog procesa koji ide, a to je gladna sama mama. I ja se stvarno trudim da što kvalitetnije provodim vreme koje imam sa svojom porodicom i porodica je jednostavno ključ svega i nešto što je najbitnije u životu, nešto što treba svako od nas da podrži i da bude jednostavno prisutan maksimalno kvalitetno. Ja se trudim da budem tu što češće, koliko mi obaveze to dozvoljavaju, ali evo sada je neki period koji je normalan, pre leta naravno, kada ja mogu da imam tih 4 ili 5 dana da budem uz njih. Mala se zove Đina, super je, mirna je, za razliku od Helene koja je bila jako nemirna, pa liči na mamu. Da, Đina liči baš na mamu i to je sad super zebancija u mojoj porodici, zato što Helena negde je povukla na mene, ali ja uvek kažem sačekaj da prođe vreme, neka prođe 2-3 meseca pa ćemo onda vidjeti na koga liči, ali za sada ovako na prvu liči na Jovanu. Što je super, Jovana je lepa žena. Настапувате вечер на Виноскоп, дали може во агенда да имате повторно настап во Македонија каде што повторно ќе може да се видиме? Видjet ćemo se, mislim, u Prilepu, na Birfestu. To je juli, ja mislim, mesec i vidjet ćemo se na Ohridu i vidjet ćemo se u Strumici i vidjet ćemo se svugde negde, ja mislim, toliko informacija imam za sada, ne držim ih sve, drži Dule, naš menadžer i glavni zastupnik za nas i Sale, naravno,
koji je iz Skoplja, tako da mi stvarno jedva čekamo. Ja kad bi mogao da radim, radio bi non stop u Makedoniji. Hvala ti. Hvala vama. Razgomritom hodati za tebe život tek je počeo, a meni cure godine kao Организаторите си го одржаа зборот и направија одлична манифестација. Македонската публика докажа дека сака убаво вино и убава песна. Ве подсетуваме кое е прво место за оваа недела и кој е предлог за оваа недела. Гласете на весело.мк. Предлог за оваа недела. Джесика Палашовска. Готово е. Место број 1. Јордан Митев. Кажи да, моја најмила. Денеска сум ептена многу кефлија, со мене тајфа колема.
тоа беше се. Утре во среда не заборавајте да гледате реприза на Фолк Естрада, а ние се гледаме во четврток во 21 часот и 30 минути. До тогаш, довидување.